Кривична пријава за убиство во обид и суспензија за полицајецот кој пукаше и повреди двајца малолетници во Струмица, сакајќи да ги спречи да побегнат. Истрагата на внатрешната контрола при Министерството за внатрешни работи покажала дека тој неосновано, неоправдано и неправилно употребил средство за присилба огнено оружје врз двајцата малолетници од Радовиш, односно постапил спротивно на одредбите од Законот за полиција, информираат од МВР. Против полицискиот службеник е поведена дисциплинска постапка пред надлежната комисија во МВР и со решение на министерот Оливер Спасовски, полицискиот службеник ќе биде отстранет од работното место до завршувањето на дисциплинската постапка. До надлежниот јавен обвинител во Струмица е поднесена и кривична пријава поради основано сомнение дека полицискиот службеник сторил кривично дело убиство во обид, предвидено и казниво по член 123 и член 19 од Кривичниот закон на Република Македонија. Од клиниката за анестезија, реанимација и интензивно лекување нема нови информации за состојбата на едно од ранетите момчиња, кое беше префрлено со посериозни повреди и прострелна рана во градниот кош. Според досегашните информации, момчето е примено на клиниката во тешка здравствена состојба и врз него е извршен оперативен зафат на градниот кош. Се уште е во критична состојба и покрај тоа што се преземаат сите мерки за негова стабилизација. Другото малолетно лице е оперирано во болницата во Струмица и се наоѓа во добра здравствена состојба. Инцидентот се случи пред 2 дена, кога екипи од СВР Струмица се обиделе да го сопрат возилото во кое биле двајцата малолетници, а за кои претходно било пријавено дека се обиделе да извршат кражба на чамец во близина на браната Мантово. Малолетниците на 2 пати ја избегнале полициската патрола и не застанале, а потоа биле пресретнати од друго полициско возило на споредниот пат кај градската капела. При обидот да се приведат осомничените, полицискиот службеник употребил огнено оружје, при што биле повредени 2 деца.